Шта, сега е веќе време за нашите следни гости, кои што, колку што разбрав, ни доаѓаат од Мелбурн, Австралија. Good morning. Добро ви утро. Добро утро, така. Разбират, мислам би во Австралија, кој ќе се каже добро утро, веќе сите знаат што е тоа, така? И то битолчани, така? Битолчани сме, да. Што значи тројца битолчани имаме? Па затоа закажавме интервју со Сузана. Вишок овде. Поверете тогаш. Така му доаѓа. Ќе се повлечам јас во моите одаи, да. Повели, Сузе. Благодарам. Поздрав огромен и добре дојде за нашите гости Живко Најдовски, председател на Битолското социјално друштво Александар Турунџев и Веле Трајковски, благајник во истото друштво, кое долги години функционира во Мелбурн, Викторија. Дали се стабилизиравме веќе во Македонија, така? Од зима во лето не е баш лесно, не е баш едноставно. Немаме зима. Немате зима? Во пролет идеме, во пролет се враќаме. Да. Ама вие и си поседувате со оглед на тоа дека сте веќе во животно доба во кое можете да си дозволите да не шекате годишен одмор. Вие сте всушност постојано на одмор. Така е, така е. Така, браво, Сузана, Живко. пред све, дозволете ни да ве се заблагодариме на поканата, да бидеме ваши гости тука. Поздрав до телевизија Алфа, до сите вработени тука. Една од, ајде да речеме, од подобрите телевизии и моја омилена телевизија Алфа. Значи не гледате во Мелбурн редовно? Ве гледаме редовно, да, ве гледаме редовно, ве следиме, познати ни се работите доста и така. Одлично. Кажавме дека сте долги години активни во Битолското социјално друштво, кое ги обединува сите битолчани во Мелбурн. Колку брои друштвото точно членови? Па вака, друштвото моментално брои околу 120 членови. Нема многу, затоа што интерес опаја секаде, кај сите друштва, така и кај нас, али се уште ние сме едно, да кажем така, од подобрите друштва, кои функционираме добро, имаме добар број, мислам, на членство. Има и многу друштва, пензионерски друштва, зборувам, кои членува и повеќе многу. Но вие не сте класично пензионерско друштво, иако сте повеќето луѓе кои веќе се во пензија или ближат до пензија, така да имате слободно време, имате идеи еден куп. Додека зборуваме за битолско друштво, има едно пензионерско битолско друштво кој има многу членови кај нив, функционира многу добро, како што реков дека тие се регистрирани како пензионерско друштво и се вика Битола Pensioners Club. Значи тие можам да кажам дека се едни од подобрите, ама ние сме социјално друштво. Да. Не пензионерско. Да, тоа ќе го видиме и од инсертите колку вие навистина умеете да ги социјализирате, да ги дружите, да ги ставите постојано во некакви активности, во некакви настани нашите македонци таму и можеби ќе биде неблагодарно прашање, Веле, да ве прашам која е разликата на битолските пензионери кои живеат во Македонија или еве македонските пензионери и пензионерите кои живеат во Австралија? Прво пензионерите во Австралија се инако ситуирани, него овие овде. Не знам како се овде организирани пензионерите, гледам и тие имат некои патувања ова, она, ама кај нас поорганизирани се, поготово пензионерските. А ние како социјално друштво сега за сега, како што рече Живко, сме едни од водечките, правиме повеќе годишни активности. И непрестано нешто смислувате, непрестано со нешто се занимавате. Нон-стоп, значи кога те почнеме од Мелбурн Кап, па Стара Нова година, па 8 март, па Великден. Ова е логото на Битолското социјално друштво, го гледаме, вака изгледа вашето лого и профилот фактички на Facebook. Ова лого е изработено од зето мој, од церква. Браво. Овде сте во Сиднеј, на некој дружење. Да, тоа беше пред една година. Да. Колку членови имате во управата? Друштвото? 2-13. Али секој може да членува, нема тука нема некои протоколи председател, посебни. благајник, секретар и другите сите се
членови на друштво. Кој е најдолгото патување кое што сте го реализирале вака заеднички во голема бројка? Најдолго патување можам да кажам дека во Нови Зеланд беше пред 7-8 години. Пер, 2 пати, 3 пати. Пер ти е во Австралија, може и подалеку, ама сепак е во Австралија, можам да кажам Нови Зеланд, да. Да, одлично. Колку често се среќавате и колку често се организирате во вашите простори? Вие имате еден клуб кој што ви е даден од општината, Да, така, имаме нели? клуб од општината и се собираме во петоци, тоа е во петок навечер, од 7 до 10, и таму доваѓа, може би не сите 120, ама кога? 40, кога 50, кога 60 души. Како што напомена тука, веле дека кога имаме активности, секогаш сме 80-90, тој ни е капацитетот во клубо и секогаш имаме таа бројка. И ја уште еднаш да напоменам и јас, значи почнувајќи годината почнуваме со коледе. Тоа го правиме традиционално во еден парк покрај река, каде порано имавме и отворено место каде палевме и оган таму. Сега не е тоа, ама правиме скара. Значи, ја почнуваме годината со коледото, па после коледа имаме на 13 Стара Нова година, поточно Василица. Тоа е во клубо правиме, со јадење, со пиење, мислам, забава, со музика. После имаме, следува 8 март. После 8 март имаме Великден, секој пат правиме забава за вториот ден на Великден, тоа е во понеделник се паѓа. Еве 8 мартовска една. Таа е една слика, да, од 8 март. И после после Великдено, можам да кажем, имаме неколку средби така во петоци и паузираме 3-4 месеци. Правиме пауза, како моментално сме на пауза. После се среќавате во Битола, на широк да кажеме зошто правиме пауза, затоа што повеќе, можеби 2/3 од луѓето кои ни се во таквото, се тука во Македонија. Многу мал број од нашите члени останува таму и затоа паузираме 3-4 месеци. Првата средба ние почнувајќи со почетокот на октомбар. Да. И тераме пак до крајот на мај. Да, значи ангажирани цела година со тоа што си имате еве вака распуст за да си дојдете во Стари крај, како што ја нарекуваме Македонија. Мислам, ја нарекувате вие таму во Австралија Стари крај. крај. Кога сме тука, велиме Стари крај за Австралија. Ако ќе сме таму, Стари крај овде. И веројатно ви е тешко да се најдете каде припаѓате. Колку така. години надвор од Македонија, Живко, сте вие? Па јас сум 54 години таму, еден сум од 71 година во Австралија. Да, 54 години, како 18 годишно дете. Со намера да останете? Па слушај, намера тогаш јас во тие години бе Битола, јас како и сите така учевме на некој начин нешто. Знаеш како, тие години 70-тите години беше еден бран. Кога сите заминува, јас заминав со цел дека сите одеа во Австралија и јас ќе одам во Австралија. Ама со никаква намера за да запечелам или да печелам па да се вратам, не. Значи, ама беше татко ми таму. Можам да кажам дека беше татко ми таму, значи не бев сам. Не, појдов со намера отидоа сите. Да. И се случи ден по ден, година по година, веќе ве останавме таму, али доваѓаме секој лето тука. Браво. Секој лето. Биле? Вчера мене ми беше, вчера 30, точно 35 години во Австралија, 35 во Македонија. Јас 90-та, последниот воз го фатив пред да се распадне. Сега си кажа дека 70 години. Пред да се распадне Југославија. Пред да се распадне. Со намера да останете? Да, јас имам добра работа, бев раководител во Лимен амбалажа. Жената беше благајник во Маврово. Имавте добри примања, добри примања? Да, бевме ситуирани. И фамилиарно се одлучивте да заминете? Фамилиарно. Колку беше едноставно да се прилагодите на новиот континент, на новиот начин на живење? Пошто едовме заедно, побрзо се прилагодивме, поготово жената првите 2-3 години само после ручек работеше, сама еле децата ќе испремеше на училиште, ќе ги земеше. Јас то добра работа одма зедов таму. Можеше да се живе и со една плата.
И се прилагодивме. Носталгијата работеше во тие години, имавте кризи. Нормално. Носталгијата, децата пошто беа 10 и 5, не видовме ние големи маки, може одма брзо и да се чувате еден со друг. И јазикот да го испечат и се останат. Добро, јазикот се припремивме, виза кој добив во јануари, се припремавме со јазикот до јуни. Се испрашувавте по дома. Да, то секој ден земав ленти од видеотеките, слушај, превед, читај, така. Да, голем предизвик било да се совлада јазикот, пошто знае да биде вистинска бариера. 3 години одев после ручек на училиште. 3 години. Да, какви можности нуди овој континент кој што ете така многу луѓе добро се снајдоа во Австралија, ретко кој од семејствата или поединци се врати назад да живее, да речеме дека не им се допадна животот во Австралија. Тоа се многу ретки и исклучителни случаи. Па Сузана, како да кажам вака, пример се гледаме тука и по телевизија, по интервјуи, некои луѓе кои доаѓаат од диаспората. Не зборувам само за Австралија, зборувам опште за од другите. Некои фалат, некои кудат, некои ајде да се изразам малце така и плука, може би полебо што го јадат. Јас се кажам лично за мене, пример, не видов никаква мака во Австралија, барем јас. Ајде пофал малце да кажам дека живееме во една навистина прекрасна држава, греота е и жално да кажеме дека Австралија не чини. Има ли нешто кое со вашите пензии австралиски не можете таму да си го дозволите? Има, тоа е да. Да, точно е дека и таму ако немаш нешто настрана, само со пензијата е тешко. Ако сакаш малце луксус да бркаш. Јас ги имав родителите мои, за нив беше доволно пензијата, затоа што од дома не сакаа да патуваат многу. Па не патува, за нив беше доволно, ма сега за помладата генерацијата, ќе речам, ние не сме млади, или сепак којдовме помлади таму, така на некој начин сме навикнати поќе да патуваме овде онде, не само овде во Македонија и по други држави, и по Австралија, сега да не дојде на палба кај имаме одено и што имаме одено, али сепак ако таков луксус не може да си дозволи само со пензија. Али сепак ако земаш пак 2 пензии, полесно. Ама сега со текот на времето нормално си стекнал нешто повеќе од него пензијата и да, си имал прилика да заработиш, ама и да заштедиш. Да. Веле, вие не сте овде дојдени во Македонија и во Битола само за одмор, како што си доаѓате секоја година и здравје Боже да доаѓате уште многу години, секоја пролет, лето, додека можете да си доаѓате. Туку сте дојдени со една посебна, многу хубава мисија, поттикната за жал од една најголема досега трагедија која се случила во поновата историја на Македонија. Тоа беше пожарот во дискотеката на смртта во Кочани на 16 март. Вие покрај тоа што се дружите, се собирате и секогаш се трудите некаде да бидете подадена рака некому и да колку толку можете да ја ублажите нечија неволја, тага. И донациите, средствата кои што ги собиравте во текот на овие месеци после трагедијата, одлучивте да дојдете и лично да отидете во Кочани да ги донирате таму во соработка со луѓето кои најдобро ги познаваат околностите таму и знаат на кое семејство, кој случај навистина толку многу им е потребна помош. Така е, благодарение на вас, како што дојдовме во ова студија со ваша помош, не упативте кај што треба и мислиме дека парите на право место ќе ги искористат на оние лица кои му се најповеќе потребни, за кои мислим дека му треба помош за да ода надвор на операции и колку што можеме, толку сме се потрудиле да собериме некои донации. Повеќе пати сме дали, ко беше поплавата овде на обиколницата, за пожарите, за цркви донации сме береле. И наново пак ќе собериме, кој ќе се вратиме.
Дај Боже да има убави поводи, да собирате за убаво, па и вие да бидете поддршка, но за жал се случуваат и многу немили настани во кои најмалку што може да се направи е да се изрази една ваква поддршка. Да, Сузана, ја малце ќе помнам за ова работа. Ние, значи, иницијативата е почнавме тука на една забава кога имавме беше сега за Великден тука. И после, мислам, што се случи оваа трагедијата која не потресе сите нас, не само во диаспората и во Македонија, мислам сите кои во Македонија, и така покренавме на иницијатива. И тие луѓето што беа таму, до душа дадоја сите, кои 50, кои $100, да не кажувам. Беше со една таква, му реков, лично јас му се обратив до луѓето таму, му реков дека колку пари ќе донира, колку пари ќе собериме на вечерта, друштвото ќе ги дуплира парите. И така вистина се случи, собравме некаде $2400 од луѓето што беа присутни на вечерта и $2600 ставивме од друштвото. Значи имаме за трагедијата во Кочани, може не многу, $5000 да му донираме. Парите ги имаме во нас, треба да ги предаиме. Благодарение на вас, прво што стапивме во контакт беше со вас, кај да се упатиме. Не е работа да кај да ги даиме, пак ќе се навратам уште еднаш, може би не се многу пари, ама не се ни малце, така. И не упативте до Попо, свештенико, мислам Димитар. Димитар се викаше, да. Јас му телефонирав него, еднаш, зборувавме, му телефонирав и втор пат, значи на 2 пати имав разговори со него. Човекот ме, ако гледа емисијата, да го поздравиме и него и сите кочанчани таму. И со него треба да се сретнеме во среда. Не го познавам, не ме познава. Човекот, мислам, ни кажа дека му се многу добро познати работите, мислам дека може да не упати на право место, на кој да ги подариме тие парите. Сега до некаде тој од прилика ми кажа како дека парите му се најпотребни на оние што се повредените. На оние на кои им предстојат сериозни операции со многу долготрајно лекување и терапија, да. Уште еднаш изрази голема благодарност до владата, дека поможија доста, ама тие луѓе ќе му треба долгорочна помош и во иднина ќе треба поддршка. Не сакам да велам, ама може и ќе има последици до крајот на животот и така, освен финансиска помош, друго што можеме да му такоиме. И ќе се сретнеме во среда, ќе одиме во Кочани таму, ќе ги предаиме парите кај што треба да ги предаиме. Ми обеќа и ми рече дека ќе викне неколку родители од повредените, од починатите, не знам. Да биде тоа сепак транспарентно, да нема никакви... Ми рече дека ќе викне некоја докторка која работа со нив таму. Да, тоа е таа позната кочанска докторка. Да не биде само тој, да видат и други и на некој начин и ние се обраќам до членството наше во Мелбурн таму, да се оправдаме дека навистина ги дадовме парите. Така е. Оти можеме секакви верзии да слушаме дека ете ги зедоат, па дали ги дадоа, па кај ги дадоа, на кого му дадоа. Наша дуžност е да ги предаиме. А од тука натаму нека му е на чест, кај ќе ода, не знам. Така е. Секоја чест за вашите заложби и за тоа што се трудите колку се може толку да се биде помош и поддршка. И не застануваме тука, пак ќе има други акции, дека што рековме дека ова не е за ден и за два, ова е долгорочно. Да. Тешки нека не биде така. Еве баш сега пред неколку година слушав на телевизија тука дека се уште некои од дечината се наоѓа во други држави кои се уште не се ни вратени во Македонија тука. И да се надеваме дека све ќе биде во ред. И дека последиците ќе ги... Нашата работа, мислам, е најлесната работа што можеме да донираме. Да, тоа е најлесната велат работа. Се што се решава со пари лесно е. Тоа што не може да се поправи и да се реши со пари, тоа е навистина тешко. Ама и без пари па не бидува ништо. Без пари ништо не бидува. Тука некаде го привршуваме ние разговорот, ќе ве прашам само уште еднаш да се навратиме на ова ваша приказна, австралиско-македонска приказна. Кажавте дека во членството се повеќе возрастни луѓе и за жал од година во година се намалува интересот затоа што се зголемува и возраста на членовите, а сите луѓе со текот на годините во животот од разноразни причини не можат да бидат повеќе активни како што биле некогаш во младоста. Колку млади и нови семејства доаѓаат? Многу малце. Многу малце. Многу малце. Можам со отворено да кажам дека членството се намалува, не само кај нас, и секаде се намалува, затоа што во сите друштва се членуваат само порачно пензионери. И сега ти од пензионерите што очекуваш? Денес еден,
фали, утре друг фали, некој За заминал жал. неповратно, некој ова, некој како што спомна Веле пред тука дека го изгубил партнеро или едно или Па другиот, веќе нормално нему така. е до доаѓање. Тие работи опаѓа, ќе тераме додека можеме да тераме, има. Сега можам да кажам дека најактивни се овие спортските друштва таму, кои ода млади таму, фудбалски клубови и ова и она. Играорните групи, како што гледам дека јас бев многу години во друштвото Никола Карев, бев 12 години председател таму. Се уште тера, не само Никола Карев и други друштва, ама гледам дека и таму опаја онад, затоа што ќе кажеме вака, ајде, јас лично имам син и ќерка кои беа во културно-уметничко друштво и многу други. Тие сега што треба да носат деца, тие не носат. Да. И сега да не одиме понатаму. За жал такви се околностите, а интернетот и технологијата и тоа како го сменија начинот на живот, па и интересите на луѓето. Многу ви благодарам што ова утро допатувавте во Скопје од Битола, што продолжувате закочани да ја исполните и да ја заокружите целата оваа хумана мисија и до година наредно лето ве чекам Веле повторно. Секако, секако. Да, На крај од април со повторно сте првите тука. настојци. Доаѓате Јас сум пак. тука. Тој во април, јас во мај. Одлично. Фала Ви многу благодарам еднаш и патот наш продолжува, како што рековте, закочани. Ќе ми таму да се сретнеме со нив, да се видиме со нив, да си ја свршиме нашата работа. Фала многу за поканата ваша Благодарам и и на вас. голема благодарност до Алфа И телевизија. благодарам и поздрав до сите македонци во Австралија и сите македонци ширум светот кои што не следат ова И утро. упатуваме на покана до вас да ни дојдете, знам дека бевте гостинка на друштвото Александар Туринџи во 91 година, Да, доколку се така е. сеќавам. Со задоволство. И имате отворена покана да Со повелите задоволство дојдете би кога дошла и сакате. би се распеала таму со А сите ние како македонци. домаќини ќе ве пречекаме. Ви благодарам многу. Фала многу.